Секој утро има свој карактер и свој темперамент. Некои утра се тивки, влегуваат во собата како на прсти и ти дозволуваат нежно да се вратиш во стварноста. Други пак влетуваат со шут во врата, како Джек Николсон во Shining, со чекори тешки како судбина. Такви се мамурните утра. Несакани посетители од другата страна на ноќта. Призраци на вчерашниот ентузијазам, одмазници за сите елиминирани пијачки. Вела дека кога пиеме, поземуваме среќа од утрешниот ден. Но дали тоа значи дека мумурлукот е лихварот што доаѓа да си ја наплати каматата? Во тие утра, границите меѓу телото и умот стануваат маглива зона, а времето губи смисла. Секоја секунда е растегната како изжвакана мастика и секоја минута тежи како олово. Срцето чука, но не во твоите гради, туку некаде во зидовите, во масата, во столицата на која што седиш, можеби. Главоболката не е само обична главоболка, туку е лик, монструм суштество што надвиснува над тебе и со ражење те подсетува на вчерашните бруки. А жетта, таа е проклетство за сите осудени да талкаат низ пустината на собственото постоење, во вечна потрага по вода што не е доволно мокра да ги угаси внатрешните огнови. И тогаш, во ова болно будење, во моментот кога се колнеш дека никогаш повеќе нема да пиеш, иако знаеш дека лагата има рок на траење до следниот петок веројатно, те гаѓа откровение. Затоа што мамурлукот не е само биолошки феномен, туку тоа е мистичен обред. Тоа е алатка на судбината, што ги разголува луѓето и ги остава соочени со самите себе си. Празнината во стомакот не е само глад, туку е екзистенцијален амбис, црна дупка што ги вшмукува сите прашања што инакој ги игнорираме. Ками, во митот на за Сизиф, вели дека вистинскиот борец е оној што гледа во празнината и сепак ја продолжува битката. Но кој е борецот овде? Оној што ќе стане, ќе испие хектолитри вода и ќе се обиди да функционира? Или оној што ќе легне назад, ќе ја прифати својата судбина и ќе каже: денес нека владеат другите, јас ќе бидам само сенка на самиот себе. Еден цимер за време на студентски денови ми рече: те молам, спушти ги ролетните, сонцето е премногу гласно денес. И тоа е вистината. Во мамурните утра сонцето не грее, туку урла. Тишината не е мир, туку е врева. И секој здив е како молитва, како шепот на вечен нобат кој талка низ пустината на собственото тело, барајќи оаза што можеби не постои. Но како и во секој добар ритуал, и мамурното утро има свој крај. Неизбежно доаѓа мигот на прифаќање, на примирие со реалноста. Ова е можност или да се соочиш со собствените слабости и да научиш нешто ново за себе, или да се преправаш дека ништо не се случило, дека ноќта не те разголела и не те ги покажала сите пукнатини, сите слабости, сите несовршености. И како во Eternal Sunshine of the Spotless Mind можеш да посакаш да ги избришиш сите незгодни спомени, но што ако токму тие се лепилото што го држи твоето јас на едно место? Затоа мамурните утра, колку и да се неподносливи, се одличен потсетник дека сме живи, дека сме ранливи, дека сме луѓе што мислат дека можат да контролираат се, додека не ги стигне казната на утрото. Денес ќе зборувам за ранливост. Што значи да се биде ранлив? Дали тоа е слабост или сила? Што се случува кога ќе престанеме да ги криеме нашите чувства и ќе почнеме да ги носиме како штит
наместо како товар. Во оваа епизода зборувам за тоа. Ранливоста често е нешто што има лоша репутација или го бие лош глас. Често ја поврзуваме со слабост или со изложување на потенцијална опасност, па нашиот инстинкт е да се заштитиме по секоја цена, наместо да бидеме отворени и да се соочиме со можни критики или негативни коментари. Но, дозволувањето да бидеме ранливи е важно, бидејќи ни возможува да живееме поавтентично и да воспоставиме подлабока врска со другите. А тоа е така, затоа што во својата суштина ранливоста значи да бидеме отворени и искрени, како со себе, така и со другите. А искреноста секогаш е таа што носи вредност, иако можеби не изгледа така во моментот. Дали сте се фатиле себе си како носите навидум храбра фасада, додека однатре го чувствувате сосема спротивното? Ако е така, тогаш сигурно не сте единствени. Во свет кој често ја слави емоционалната цврстина и индивидуалноста, во ера затрупана во содржини од некоја франкештајнски изфилтрирана верзија на стоицизам, лесно е да ги скриеме вистинските чувства зад маските. Но ајде да се запрашаме што ако спуштањето на гардот всушност може да ни донесе посреќен и поздрав живот. Денес ќе навлезам подлабоко во тоа што навистина значи да се биде ранлив и зошто ова е толку важен дел од менталното здравје. Ќе зборувам и за тоа како отварањето не само кон себе, туку и кон другите може да доведе до подлабоки врски, личен раст и поавтентичен начин на живот. Не е секогаш лесно и може да изгледа застрашувачки, но плодовите од овој процес ги оправдуваат средствата. Што значи да си дозволиме да бидеме ранливи? Кога зборувам за тоа да се биде ранлив, мислам на тоа да си дадеме дозвола самите себе си и да се покажеме какви што навистина сме, со сите своји несовршености, со сите своји маани, без да се извинуваме никому. Да се биде ранлив значи да се приватат своите автентични чувства, мисли и искуства, без да се обидуваме да се криеме зад маските кои околината ни ги диктира или ни ги црта. Во суштина, зборуваме за еден вид скок на доверба и за прифаќање на емоционалната искреност не само кон другите, туку и кон самите себе. И тоа, драги слушатели, може да биде апсолутно застрашувачко искуство. Знам дека за мене една од најголемите лекции од се што поминав во последната деценија беше моментот кога морав да ги признаам своите емоции целосно, да ги прифатам, дури кога не сакам, кога се неудобни, тешки и дури кога се чист хорор. Тоа значи да зачекориш во непознатото без никаква заштита или опрема. Но во својата суштина, ранливоста значи да го прифатиш своето вистинско јас без да играш криенка самиот со себе. Во поширока смисла, да се биде ранлив значи да се дозволиш да бидеш отворен и искрен, дури кога ти е непријатно. Особено тогаш. Тогаш си признаваш дека си човек со сите несовршености и емоции што ги носи човечката природа. Да се негираш себе си значи да се одрекуваш од вистината за тоа што значи да се живее. Кога ќе избереш да бидеш ранлив, ти избираш да живееш автентично. Како изгледа ранливоста во секојдневниот живот? Замислете дека се чувствувате премногу оптоварени на работа. Наместо да се преправате дека се е во ред, би можеле да му се обратите на колегата или колешката до вас и кажете: се мачам со овој проект и ми треба помош. Едноставно е. Со тоа признавате дека не ги имате баш сите одговори на овој свет и дека тоа е сосема окей. Ова отвора простор за соработка и за разбирање. Или можеби се чувствувате оддалечени од пријател или некоја сакана личност.
Бидувањето ранлив би можело да значи започнување на разговор и вие да сте личноста која прва ќе крене телефон и ќе се јави. Станува збор за превземање на чекор, за да ги изразите вашите чувства, вистински чувства, што често може да ги зајакне вашите односи. Ранливоста кон себе е исто толку важна. Тоа значи искрено да ги погледнете своите емоции и мисли без осудување. Например, може да забележите дека се чувствувате анксиозно пред престоен настан. Наместо да го игнорирате тоа, го прифаќате со нешто како се чувствувам нервозно затоа што излегувам од зоната на комфорт. Признавањето на ваквите чувства ви овозможува конструктивно да се справите со нив. Тоа е поврзување со себе и дава дозвола да ги почувствувате емоциите што излегуваат на површина. Со потсетувањето дека се чувства и дека не се факти. Во контекст на менталното здравје, ранливоста игра клучна улога. Дозволувањето себе си да ги признаете и изразите своите вистински чувства создава простор за заздравување, за раст и за напредок. Ако се борите со чувство на тага или анксиозност, признавањето на тоа пред себе е првиот чекор кон наоѓање поддршка. Можеби ќе си кажете, не се чувствувам како свој или своја во последно време и тоа е во ред. Можеби е време да разговарам со некого за тоа. Ова емоционална отвореност ги руши бариерите кои често не спречуваат да побараме помош. Знам дека разговорот со некого можеби ќе биде тежок, но запомнете дека сите го минуваме животот низ подеми и падови и тоа не мора да го правите сами. Исто така, дозволете ми да нагласам дека да се биде ранлив не значи дека треба да ги откриете своите најдлабоки тајни пред секого. Станува збор за тоа да бидете автентични и отворени тогаш кога е важно, со луѓе на кои вие им верувате и најважно од се, со самите себе си. Ворете да поставите граници и да изберете кога и каде ќе бидете ранливи. Клучно е да си дозволите слобода да ги изразите своите вистински чувства во тие безбедни простори без страф од осуда. Сакам да додадам дека ранливоста не значи да бидете зависни од други или да барате потврда од истите. Напротив, станува збор за зборување од срце, без извинување, додека истовремено останувате свој најголем поддржувач. Иако можеби сте искусиле ситуации во кои луѓето не биле отворени или подготвени за искрени и ранливи разговори, тоа повеќе зборува за нив отколку за вас. Здраво е да зборувате за своите чувства, наместо да ги репресирате, потиснувате и треба да запомните дека ранливоста не е знак на слабост, туку храбар чекор кон поголема самосвест, емоционална благосостојба. Зошто е важно да си дозволите да бидете ранливи? Ранливоста игра витална улога во заздравувањето на личниот раст. Признавањето на вашите емоции, позитивни и негативни, е суштински дел од процесирањето на истите. Потиснувањето на чувствата како тага, лутина или страв не ги прави тие чувства да исчезнат, туку напротив, тие често се манифестираат на нездрав начин, како зголемен стрес, анксиозност или дури физички симптоми. Со тоа што ќе си дозволите да бидете ранливи и искрени, за тоа што чувствувате и зошто го чувствувате, си давате дозвола целосно да ги искусите тие емоции. Отвореноста за вашите борби со менталното здравје може да ви помогне во рушењето на стигмата што често ги обкружува овие прашања. Кога ги споделувате вашите искуства, придонесувате за создавање на култура што ги нормализира дискусиите за менталната благосостојба, што пак води кон поддржувачка средина, каде што луѓето се чувствуваат безбедно да побараат помош без страв од осуда. Токму затоа треба да ги споделиме своите лични борби, минати и сегашни, за отвореноста и ранливоста да станат моќна алатка за колективно разбирање.
Од друга страна, ранливоста ја зголемува и вашата самосвест. Соочувајќи се со вашите емоции директно, добивате подлабок увид за вашите мисли и однесувања, како и во шаблоните и образците што можеби ги повторувате, што понатаму може да ви помогне да идентификувате области каде што би сакале да направите промена или да побарате поддршка. Ова ја поттикнува личната еволуција, бидејќи ве охрабрува да излезете од меурот на комфорот и да се соочите со аспекти од себе што инаку можеби ги избегнале. Прифаќањето на ранливоста може да доведе до подлабоки и позначени односи со другите, бидејќи таа го поттикнува чувството на емпатија и меѓусебна почит. Ранливоста всушност е портата кон вистинската човечка поврзаност, затоа што кога ги споделувате своите вистински чувства, мисли и искуства со другите, создавате простор и тие да го направат истото. Сето тоа допринесува да се чувствуваме удобно во сопствената кожа. И токму затоа мислам дека ранливоста е најдоброто нешто што можете да го направите за вашето ментално здравје. Наместо да се трудите да се вклопите во нечие туѓо очекување за тоа какви треба да бидете, можете да го прекрнете вашето вистинско јас и да живеете на еден поискрен и автентичен начин. Како да се биде ранлив? Прво, да потенцирам дека овие мои совети ќе бидат само тоа, совети. Ова нема да бидат чекор по чекор инструкции кои треба да ги следите дословно. И мој совет е да одберете неколку совети кои звучат примамливо и да ги пробате за да видите како ќе поминат. Со сето ова кажано, да преминеме кон советите. И започнуваме со: бидете ултимативно искрени кон себе. Одвојте време да размислите за вашите вистински чувства, мисли и стравови без да ги судите. Отварањето кон себе е првиот чекор кон тоа да бидете способни да споделувате отворено и со другите. Отделете неколку моменти секој ден за да се консултирате со себе. Прашајте се како се чувствувате на вистина и само забележете што излегува на површина, без да го потиснувате или да го судите тоа. Овде може да помогне медитација, зјапање во зид, прошетка без мобилни и слично. И ова води до следниот совет: прифатете ја непријатноста. Непријатноста значи дека растете и превземате повеќе ризици во животот. Непријатноста е природен дел од процесот кој води кон личен раст. А ова води до следната точка, која гласи: прифатете дека ранливоста вклучува неизвестност, затоа што самиот живот е неизвестност. Прифаќањето на овој факт ве подготвува ментално за можноста од различни исходи, правејќи го процесот помалку страшен. Потсетете се дека е во ред да не ги контролирате сите аспекти од тоа како другите може да реагираат на вас. Следно, не се споредувајте со другите. Ограничувањето на споредбата ви овозможува да се фокусирате на сопствениот пат и го потврдува фактот дека сите сме уникатни индивидуи со нашите уникатни патишта и нашите уникатни борби. Позетете се дека секој пие своја битка и дека сите ние само го креираме животот додека одиме низ него. И најважно, запомнете дека повеќето луѓе само споделуваат високо избалансирана верзија од нивниот живот на социјалните мрежи. Следно, прифатете ги вашите несовршености. Ова го намалува притисокот да презентирате безфалшна слика постојано, што прави полесно да се биде автентичен. Направете го тоа така што ќе ги признаете областите во кои имате потешкотии и потсетете се дека е човечки да имате недостатоци и слабости. Наместо да се критикувате, одлучите да ги гледате овие несовршености како можност за личен раст. И тоа води до мојот следен совет: вежбајте само сочувствување, или на англиски self-compassion. Да бидете љубезни со себе е апсолутно есенцијално за вашето ментално здравје.
Постапувајте со себе со истата љубезност и разбирање што би ги понудиле на добар пријател, на пример. Кога ќе забележите само критични мисли, одлучите нежно да ги пренасочите кон поддржувачки мисли. Знам дека е тешко, пристрасни сме, но се е тренинг. Следно. Превземете мали чекори. Ранливоста не значи дека треба да ја откриете целата ваша личност и персона одеднаш. Превземањето мали ризици во споделувањето може да го направи процесот побезбеден и поуправлив, а постепеното изложување ја гради вашата самодоверба со тек на времето. Научите да кажете не знам, затоа што признавањето дека ги немате сите одговори е форма на ранливост, бидејќи им покажува на другите дека сте отворени за ново, за учење и дека не се плашите да ги признаете своите моментални ограничувања. Плюс, тоа покажува дека сте реални, затоа што никој ги нема сите одговори на светот, а секој што ќе се обиде да ве убеди во спротивното, веројатно нешто не е во ред со него или со неа. И на крај, побарете професионална поддршка ако е тоа потребно и неопходно. Ако ви е посебно тешко да се отворите и да бидете ранливи, барањето професионална помош може да биде доста корисно. Затоа, кога станува збор за ранливоста и за вашето ментално здравје, се сведува на следново. Прифаќањето на ранливоста е чекор кон поавтентичен и поисполнет живот. Кога си дозволувате да бидете отворени и искрени со другите и со себе, создавате простор за подлабоки врски и личен развој. Ворете да не ги знаете сите одговори, а да бидете ранливи не е знак на слабост. Потребна е вистинска храброст да се наминат вашите стравови и несигурности, за да се отворите кон другите и да им го покажете вашето вистинско јас. Чувајте се и до слушање.